Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Болка во вратот, трнење во рацете, слабост. Ова се симптоми што почесто ги имаат и младите луѓе. Дали станува збор за минлива напнатост во вратот или за цервикална дискус хернија? Колку мобилните телефони и компјутерите го оптоваруваат нашиот врат и водат до еден ваков проблем? Кога е неопходен хируршки третман и како изгледа современата операција на цервикалната дискус хернија? За можностите за лекување на вратната дискус хернија денеска зборуваме со доцент доктор Миленко Костов, неврохирург во Аџи Бадем Систина. Останете на Телма, а во делот емисијата ќе имате простор и да се вклучите со ваши прашања. За третманот на дискус хернијата на вратот во денешната Телма амбуланта зборуваме со доцент доктор Миленко Костов, неврохирург во Аџи Бадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден и добро ме најдов. Драго ми е што сум тука пак. Многу луѓе живеат со болка во вратот и обично смета дека тој проблем им е резултат на старењето или пак затоа што лошо спиеле во текот на ноќта. Но можно е да се работи понекогаш и за дискус хернија во вратот. Па каква болест е тоа? Цервикалната дискус хернија е современа болест, која што е последица на процес на забрзана дегенерација и старење на вратниот дел од дрбетот. Вратниот дел од дрбетот е составен од 7 пршлени, меѓу кои што има едни меки раскавични перничиња кои што ги викаме дискуси, и доколку не ги третираме, не ги чуваме адекватно и соодветно како што треба, а се помалку од нас го правиме тоа. Многу е забрзано нивното старење и тоа е до нивно излагување надвор од предвидениот простор кај што треба да бидат, и со тоа може да притиснат на нервот за раката или пак во полоша варијанти на самиот трбетен мозок. Кои пршлени обично страдаат кога зборуваме за делот од трбетот, кој што се однесува на вратот? Најупотребуваните, односно долната група, четвртиот, петиот и шестиот пршлен, односно перничињата кои што се меѓу 4, 5, 5 и 6 и 6 и 7 вратен пршлен, дискусите. Таа група на дискуси ни користи за ротација на главата во сите правци, за наведнување нанапред, погледнување нагоре, а низ нив, во нивниот заден дел, поминуваат и две главни артерии кои што го хранат задниот дел на мозокот, така да често пати симптоматологијата може да биде пропратена освен со болка, непријатност, крцкање, некогаш со вртоглавици, зуење во ушите, тинитус, така да може да биде прилично различна симптоматологија, а да биде ист проблем, дегенерација на вратен дискус. Споминавте веќе симптоми, веќе се задржиме малку на тоа. Како да се направи разлика помеѓу обична болка поради мускулна напрегнатост на мускулите и болка која што е последица на притиснат нерв? Главната разлика која што секој од нас може да утврди е притисок со рака, со прст на болното место. Доколку болката се зголемува интензитетот нејзин, тоа е мускулна болка. И тоа е помалку лоша варијанта, не подобра, помалку лоша варијанта. А доколку болката не реагира на притисок, не се менува нејзиниот интензитет, веројатно се работи за нешто дури и посериозно. Колку често луѓето имаат болка во рамото, во раката или пак им трнат прстите, а всушност проблемот е во вратот? Од кога е измислен маусот за персоналниот компјутер, веројатно децении наназад, таа болка станува секојдневие кај многу од нас. Сите ние работиме со компјутер, користиме маус и најчесто десната, пошто се 80% деснораци, најчесто имаме болки во вратот, во рамото, која што се спушта низ лактот и доаѓа се презентира како трнење или болка и во самите прсти. Меѓутоа, кога ги прекинеме тие активности и ќе започнеме со базични вежби, таа болка се повлекува. Тоа значи дека сепак се работи само за моментална лоша положба, односно држење на раката и рамото. А дискус хернијата може да создаде ваква болка? Може, меѓутоа таа болка тогаш е поинтензивна навечер пред легнување, кога телото е уморно, не ни дозволува некогаш да спиеме во текот на ноќта ради болките, не може да се наместиме никако, а понекогаш во најстериозните, да речам, опции, дискус хернијата притиска и на рбекниот мозок, па добиваме дури некогаш проблеми со движење на рацете и проблеми со одот. Тоа се веќе најтешки клинички случаи. Може ли да се јави слабост во дланката, да испаѓаат предмети од раката? Може, не е ретко, а исто така може да се јави слабење на мускулите на раката, на внатрешната страна и надвршната страна на дланката, и тоа е веќе сериозен знак за кој што мислам дека треба да се оди веднаш на невролог или дури на неврохирург за консултација. А како изгледа болката? Дали е тапа, остра, дали како струја можеби? Болката е упорна, досадна, го менува интензитетот, меѓутоа е присутна константно.
некогаш има трнење и како вибрација, односно струја како да проаѓа низ дланки, односно вибрацијата низ дланките, и тоа се веќе симптоми кои ако не се смират брзо, веднаш по земање на аналгетик, заслужуваат лекарска консултација. Така, лекарска проценка. Сега се почесто се јавуваат проблеми со вратот, на што се должи тоа? Дали некоја момент на оптовареност на вратот може да доведе до дискус херни или пак лошото држење на телото? Многу од нас ме подгрбавени. Па тоа е современ начин на живот, што не значи секогаш дека е добро. Човечкиот трбет не е доволно еволуиран за да поминуваме толку време во седење. Така да седејки ние префрламе на самиот трбетник целата се, да речам, тежина се распоредува лошо, а паравертебралната мускулатура не доволно е зајакната. Така да доаѓа до подгрбавување, а најслаб сегмент, пошто е најмобилен, е вратниот трбет. Така да често ќе видите луѓе наведнати над компјутер кои што работат, луѓе кои што користат интензивно мобилен телефон, физичката активност за жал и во училиштата не е веќе на ниво кое што била порано, а се помалку гледате деца кои спортуваат надвор, се повеќе како користат мобилен телефон или имат некаква друга активност што не е поврзана со надвор, со спорт, така да проблемите почнуваат од најрана детска возраст, а веќе во петата негде деценија, шестата, каде што треба да сте на пикот на вашата работна способност и креативност, знаат да станат и оневозможувачки фактор во секојдневното функционирање. Значи возрастито така е еден од ризик факторите. Па да, дегенерацијата е процес кој што е поврзан со возраста, меѓутоа на овој начин ние забрзуваме па добиваме работно способни луѓе со болки во вратниот трбет како да се многу повозрасни. Односно рбето старее побрзо биолошки отколку самиот човек. Споменавте дека користењето на мобилните телефони и на компјутерите е сериозна закана за здравјето на вратот, бидејќи кога е наведната главата, тежината во вратот е поголема. Поголема, да. Оптоварувањето е поголемо. Оптоварувањето е поголемо, мускулите се недоволно силни да го држат вратот надолу. Сите ние знаеме кога ќе се заскроламе на телефон, тој скрол нек или текст нек, така и се вика модерно медицински, знаеме какви се болките и кога нагло ќе се исправите, дури често чувствуваме вртоглавица. Тоа е заради тоа што крвните садови кои што ги споменав преска, кои што го исхрануваат тој дел од мозокот, проаѓаат низ вратниот трбет и кога сме во таа позиција, притисокот врз нив е најголем и циркулацијата во мозокот е послаба. А и тежината велат на главата врз вратот се менува како што се наведнува главата надолу. Тешка е главата, во принцип личи дека не е, меѓутоа е добар дел од тежината отпаѓа на главата и на вратот, така да треба да се грижиме за него како и за секој друг дел од телото. Ако е добро, например, за бубрезите да пиеме многу вода, за црниот дроб да внимаваме што јадеме и за желудникот, за вратот се потребни секојдневни вежби и стегнувања. Дури имаше нека препорека за луѓе кои што работат долго канцелариски, дека на секои 45 до 50 минути би требало 5 минути да станат, да се радвижат и стегнат, па да продолжат после со работата. А какво ли е нието на сонот, односно на перницата врз здравјето на вратот? Deprived sleep, односно оштетување во сонот е првиот и најсериозен фактор за забрзана дегенерација на целиот организам. Тука не е исклучок ни вратниот трбет, така да здрав, квалитетен сон од најмалку 6 часа за возрастни, 5 до 6 часа, е неопходен во континуитет за да таа мускулатура се регенерира, за да тоа сите процеси на воспаление од претходниот ден се смират, така да сонот може да биде круцијален, а перницата многу помага во тоа. Сега прашање, која дали перница? На висока, дали на ниска? Да. Обично постои ергономски правила, постојат за тоа, значи се мери односот на вашата височина, широчината на вратот, широчината на рамениците, дали спиете многу на страна, дали спиете на стомак или на грб, и кога ќе го кажете тоа, добрите физиотерапевти кога ќе ги измерат тие мерки, може да ви препорачаат и адекватна перница. Така да, ние имаме искуство со тоа и тие перници, лично јас користам таква, навистина помагаат. Спиењето на стомак може да доведе до проблеми со вратот? Може. Исто како што кај овие луѓе кои што возат многу точак, спортуваат, имаат многу проблеми со вратниот трбет, спуштањето низ планина надолу, заради позицијата на вратот, како и спиењето на стомак, прави хиперекстензија во пршлените и всушност континуирано се во нефизиолошка позиција. Така да ако треба да се одбере, спиењето на страна би било најдобра варијанта, да. А што им советувате на оние кои што се занимаваат со велосипедизам? Да,
Па кога нема да можат веќе да не се... Бидејќи тоа е можда популарно, речи Да, сите возат велосипед. Да, и тоа е супер, меѓутоа спуштањето надолу, еве да пример од водно, е навистина проблематично за луѓе кои што имаат мака со вратниот трбет, бидејќи позицијата на главата е така издигната, па често ги боли, се има добро осим вратната кичма. Среќавате ли се почесто млади пациенти кои што имаат проблем со вратната кичма? За жал имаме една плејада, можеби тоа е добар збор, на пациенти кои што се под 40 години со екстензивни проблеми во целиот трбетник, особено во вратот. Тоа е таа група на луѓе кои што се бават со компјутерско програмирање, популарни програмери кои што навистина имаат многу слобода и во нивната работа, во позицијата во која што седат, ама се над компјутер. Така да многу често во амбуланта на преглед доаѓаат луѓе кои се бават со таа професија. Тоа е нешто што порано цел ден пред компјутер. Па да, многу часови поминуваат пред компјутер. Тоа е цела една нова група и цела една нова генерација на млади луѓе кои што се потенцијални пациенти, кои што ги советуваме за поголема физичка активност, да водат грижа што повеќе за нивната кичма, особено за вратниот дел. Меѓутоа некои од нив веќе во порана возраст стануваат да жали кандидати за оперативно лекување. Ето тоа е интересно за издвојување вака, што порано не било познато. Така. Они кои што имаат проблеми со вратот, ќе поидат на лекар да направат некаква анализа, проценка на нивната состојба. Дали е доволен мануелен преглед, разговор со пациентот за да се постави диагноза или пак има потреба од снимка? Ако треба снимка, каква таа да биде, рентгенска или пак магнетна резонанца? Невролошкиот преглед е златниот стандард. Значи добар и опсежен преглед може да ни покаже многу, исто како и замањето на добра анамнеза. Ако ги сватиме навиките, секојдневието на пациентот кој што дојде во амбуланта, ако направиме добар невролошки преглед, можеме да му дадеме многу добри совети. Например, ако се работи за некој што многу вози кола или вози друго некој возило управува, ние знаеме дека во возењето има континуирано микротрауми на цервикалниот трбет. Препорачуваме возење со меко коловратник, шанс крагна популарно кажано, и резултатите се фантастични после еден ден користење. А ако е некој кој што работи многу на компјутер, им даваме, кажуваме какви вежби треба да се спроведат, не е доволно една физикална терапија во годината, туку треба да се смени начинот на живот, односно мониторот да биде повисоко, погледот да завршува во долната третина од мониторот, има правила хигиена на цервикалната кичма. Така да добриот преглед е круцијален, заедно со замањето на анамнеза, а потоа се одлучуваме за снимки. Веќе во денешно време рентгенските снимки класични не се толку на цена, бидејќи не даваат доволно информации, туку се прави магнетна резонанца на цервикалниот трбет, така се вика, на вратната кичма, која што ни дава одлични информации не само за прашлените, не за дискусиите, за состојбата на рбетниот мозок, состојбата на мускулатурата и циркулацијата која што се одвива внатре. Може ли некогаш на снимката да видите голема дискус хернија, пациентот да се жали минимално или обратно? Да, често е. И гледајте, да, затоа им викаме, не оперираме слика, затоа кога ги гледав сликите го бараш да го видиме и бараме да го видиме и пациентот. Бидејќи некогаш сликата, односно обемноста на дискус хернијата не соодветствува на состојбата на болниот. А некогаш па мала промена знае да даде големи потешкоти во секојдневното. Притоа толеранцијата на болка кај секој од нас е различна. Кај некој трпи многу повеќе, некој. Сите имаме различен прак на болка? Да, сите ние, да. Но и зависи тоа дали излезениот диск ќе притисне на некој нерв или не. Дискот, или мора секогаш да притисне? Па најчесто притиска на нервот. И тие се викаат цервикобрахијални синдроми, каде што вратен дискус притиска на тој брахијален дел од брахијален плексус и чувствуваме болки во вратот и долж раката. Тука многу често помагаат добри совети, промена на начинот на живот, физикална терапија и така натаму. Меѓутоа, доколку вратниот диск не отиде на лево или на десно да притисне нервот за левата или десната рака, туку отиде кон средината и притисне на рбетниот мозок, тој може многу да страда. Што значи тоа? Притисокот предизвикува микроинфаркти. Значи, ради недоволната искраненост во тој момент на рбетниот мозок, микроинфаркти на место од каде што потекнуваат нервите за рацете и нозете. Така да може да добиеме сериозен проблем од многу мала дискус хернија, која што може да невозможи одредени пациенти да одат понатаму. Така да тие се веќе проблем со вратот може да ги одземе доведе нозете. До парализа на некој начин. Па да, парализа на некој начин, да. Да. Така да тие пациенти се кандидати, се вика симптомот, односно состојбата се вика миелопатија, односно притисок на рбетниот мозок на македонски, и тие пациенти кои што имаат миелопатија
се што поврто кандидати за оперативен третман, бидејќи некогаш миелопатијата е иреверзибилен процес. Дури да ви се направи операција, таа да пройде одлично, да нема доволно подобрување, односно враќање на состојбата назад. Затоа викаме да биде трајно. Да. А кои се симптомите? Слабост во нозете секогаш ќе се јави или не? Невролошкиот преглед би го покажал тоа. Има сега серија испитувања кои што ги правиме, кои што покажуваат дека состојбата оди во тој правец, и магнетната резонанца дефинитивно ни ја потврдува таа дијагноза. Така да болките во вратот и долж раката се проблем. Меѓутоа тие гледаме да ги решиме конзервативно, освен оние кои што се рефрактерни на физикална терапија, на медикаментозна терапија, на носење шанс крагна, тогаш зборуваме за оперативно лекување. Меѓутоа ако имаме симптоми на миелопатија, зборуваме за сериозна хируршка состојба, која што изискува операција, отстранување на тој диск и поставување на имплант. И ги разгледаме сега двете ситуации, кога може да се третира пациентот конзервативно. Дали најнапред треба да се обезболи? Да. Треба ли да мирува? Да, треба, ама па не може да терате лежиот и така, нема да му биде психички добро. Значи, треба да се, затоа добриот преглед ни покажува со кого си имате работа. И за секој морате да го индивидуализирате пристапот. Обезбедувањето оди нееднократно, него одиме на варијанта да даваме лекови кои што ќе го смират воспалителниот процес. Сега тие лекови порано се пија, написе кога те боли, односно при болка, сега се пијат како антибиотици. 3-4 пати дневно, 7, 8, 10 дена, колку што е потребно. По смирувањето на процесот се носи концентрирано и пред тоа шанс крагна. По смирувањето на болките, пациентот станува кандидат за физикална терапија, бидејќи е комплетно неправилно и погрешно да почнете било каква физикална терапија додека имате болки. Ефектот ќе биде контрапродуктивен. Ние дури се слагаме понекогаш и со условна алтернативна, не е тоа алтернативна, меѓутоа кај нас се сметат алтернативна медицина, некогаш и акупунктурата многу помогнува во обезболувањето, зборам, кога вие што имаат проблеми во рамото и раката. А што е со она, некои пациенти самите го крцкаат вратот? Така е, пршленот излегува злобот и ја забрзувате дегенерацијата, дава релиф, односно олеснување во моментот, меѓутоа така се забрзува процесот на дегенерација. Исто важи за прстите, за рамениците и тоа е факт. Меѓутоа сите го правиме. А кај местачи кога одат? Сертифицирани киропрактичари доколку постојат и доколку ги познавате, е во ред да ги консултирате. Сите други кои што се бават со таа проблематика, особено на вратниот трзмет, е возможно да ви предизвикаат трајни оштетувања. Хируршки гледано, ние може да кажеме да, супер се пошто добиваме пациенти од нив, меѓутоа човечки гледано, тоа е надрилекарство. Значи не го препорачувате? Па би го забранила ако би можел, да. Кога зборуваме за физикалната терапија, дали има одредени вежби кои што се забранети за пациентите кои што имаат цервикална дискусхернија? Не, меѓутоа некои техники, колегите физијатри тоа го знаат уште подобро, некои техники то не се користат. Например, екстензијата се користи кај одредени состојби, не можете во било секој пат да правите екстензија на вратниот трбет. Меѓутоа за некоја сосема правилно, некогаш треба во зависност од магнетната резонанца и од клиничкиот преглед, не може да направите екстензијата. Знам дека и тоа сега популарно, многу луѓе бара да им се направи, ама е како кажам, место две острици. Истегнувањето има идеја да го прошири просторот меѓу пршлените за да дискот се врати. Ама дискот го држи лигамент кој што ако е скинат, не може дискот да се врати. Така да и тоа треба бара добра проценка, бидејќи може да биде и контрапродуктивно. Го споменавте и околу вратникот. Дали тој понекогаш исто така може да помогне, но може ли да доведе до некакви проблеми, бидејќи велат дека ослабнува мускулатурата на вратот? Околу вратникот него носиме додека спиеме, тоа е исто правило. Меѓутоа, во почетокот може да даде зголемување на болката, бидејќи пациентите не сме навикнати да бидеме во физиолошка позиција, сме згрбавени. Така да знае да биде продуктивен одреден период. После тоа да, навистина, ако не се вежба мускулатурата, ја превзема нејзината функција и остатокот од паравертебралната мускулатура слабее дополнително. Така да треба внимателно и со тој сегмент. Докторе, како реагираат пациентите доколку им кажете дека е неопходна операција?
Доколку Дали се уште постои страв? операцијата е неопходна, кај луѓето постои страв дека ќе останат парализирани. Меѓутоа мора да знаеме дека децени наназад во Македонија се изведуваат безбедни операции на вратна кичма. Пристапот не е од позади, нема големи резови, не изгледа тоа драматично. Значи тоа се мали резови кои што се случуваат во предел напред на вратната кичма. Зошто напред на вратот? Бидејќи арбетниот мозок останува позади. Работата од напред е кичмата поблиску, арбетниот мозок го заштитувате на тој начин. Значи се прави еден мал рез на вратот? Малечок рез кој што 2-3 см, не, околу 3-4 сантиметри. Се прави препарација на ткивата, не се сече ништо. Препарација значи раздвојување анатомско, физиолошко, се пристапува до вратната кичма, се отстранува дискот, целиот и деловите кои се излезени и во зависност од возраста, состојбата на арбетникот се проценува дали да се стави, тие се викаат на англиски stand-alone cage. Тоа се значи како импланти кои што со две штрафчиња се фиксираат, или се става таков имплант, cage, или се става вештачки диск, доколку пациентот ги исполнува условите, има медицински тука критериуми. Операцијата трае 1 час, 1,5 сат, вертикализацијата веднаш после интервенцијата, ослободување од болките осеќаат пациентите доколку е радикуларен синдром веднаш, доколку имаат миелопатија, осеќаат значајно подобрување, кое потоа се потенцира подобрувањето со физикалната терапија. Така да операцијата, доколку сте кандидат за операција, многу благодарна. Има веднаш дава позитивен ефект, така да јас мислам дека се повеќе пациенти имаме кои што кога ќе им објасните убаво, кога ќе се свесни дека ги истрпеле сите конзервативни можности и кога ќе сватат дека здравјето им е сериозно загрозено од нешто што е анатомски проблем, го прифаќаат. Значи треба да им објасните дека неправењето ништо понекогаш е поризично од правењето. Ама не треба да ги убедувате дека се за операција ако не сте ги истрошиле сите конзервативни можности, не сте ги едуцирале претходно. Така да треба не е тоа психолошка подготовка, него тоа е стандардна медицинска работа. Треба да направиш се што можеш пред да дојдеш до хируршки третман. По некоја лојка. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна. Слободно можете да се јавите во програма да поставите прашање на темата на која што зборуваме. Ке имаат ли пациентите лузна на вратот? Претпоставам дека и тоа естетскиот момент ги интересира. Во Бориво во кој што го наведнуваме вратот, не свири на аеродром, рентгенот не ја препознава, се работи високо квалитетни се тие веќе плегури, не содржат железо, нема титаниумски, само штрафчиња две мали од по 13 мм и во принцип не го оневозможува вртењето на вратот, а ја дозволува да се исчезне болката. Тоа не мора дури да биде, имаме луѓе со повеќе дискусии, дури до 3-4 нивоа може да се заменат да се стават. Во еден запад? Да. А тие штрафчиња што ги споминавте, потоа ќе треба ли да се извадат во уште еден запад? Не, остануваат, тие се не ствараат никаков имунолошки одговор, се комплетно безбедни, пак на шега кажуваме не свирите на рентген на аеродром, нема да ве вратат, е заведена на процедура која што е рутинизирана крајно. Ама треба да имате вистинска индикација. Индикацијата се поставува полека, темелно и прво треба да ги направите сите конзервативни постапки. Тоа дека има логика, кога нема медицинска логика, интервенцијата некогаш треба да се побрза со неа, затоа што после извесен период може и таа да не го даде саканиот ефект. Сега, дали после оваква една хируршка интервенција, пациентот ќе има некакви промени со вратот, во смисол дали вратот ќе биде послаб во однос на тоа што бил порано? Не, вратот ќе биде посилен во однос на тоа што бил порано. Значи, за кратко време после физикална терапија вратот ќе биде подобар, затоа ја правиме операцијата. Имаме гледачи. Ајде, да, повелете. Ќе им дадеме предност, а потоа ќе продолжиме наму каде што запревме. Добар ден за првиот гледач во денешната тема амбуланта. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Се јавуваме од Кичево. Така? Името ми е Зорица. Повелете, Зорица. Сега имам дискус хернија, не на вратот, туку на долниот дел на рбето на L5-S1. Не знам дали ќе може докторот да ми одговори. Каде точно рековте? На L5-S1. Добро, да немате доктор уште некое прашање? Оперирана сум. Добро. Пред 15 години, магнетна резонанца правев во април месец. Значи на истото место повторно пак е појавено. Бев на неурохирург,
во Охрид ми рекоа дека втора операција е ризична. Пробав со физикална, ама си имам цело време болки. Така. И сега вашата дилема е што може да се направи понатаму. Ова е едно убаво прашање кој што пате ми беше предвидено во денешната телмамбуланта, што е со рецидивите. Ви благодарам за вклучувањето, докторе, што можете да советувате? Вака, сега рецидивни дискус херни, да, вистина се појавуваат во долниот сегмент на работникот, бидејќи кога се изведува иницијалната операција, не го вадите целиот дискус, туку само фрагментираниот дел кој што го притиска нервот. Така да е возможно да има повторно рецидив. Треба, ја поканувам да дојде нареден вторник гледачката Зорица, Зорица, така рече господјата, да. Ја канам да дојде во вторник кај мене во амбуланта, ќе биде прегледана бесплатно секако и ќе дадеме мислење дали треба повторно да се оперира. Бидејќи рецидивите неретко се јавуваат кај овие дискусхерни, зборуваме лумбосакрални и се работат во слабинскиот дел. Во слабинскиот дел, Добро. да. И се работат повтор пат, да. Не, Може се направи втор пат? Да, со тоа што ние користиме неуромониторинг во таа интервенција, односно континуирано, тоа е како EMG, електромиелографија на нервот, континуирано знаеме каде е нервот и внимаваме да него внимаваме да него оштетиме. Така да, од кога е воведен во систина, мислам дека единствено тај протокол, од кога имаме неуромониторинг во континуитет, во протокол, во ведено, рецидивите не се веќе толку предизвик колку што беа порано, бидејќи нервот точно знаете цело време каде е. Каде е, така. Да. Така, тоа е голема предност за време на Додека кај вратните дискус херни, рецидивите се речиси невозможни, бидејќи се отстранува целиот дискус, целото меко ткиво, ршкавично и се става вештачки имплант. Се става вештачки имплант. Тоа е имплант. разликата, да кажам. Да. Ке го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Хвала ви. Ќе бидам кратка. Резултатот мажнета, имам 67 години, инаку со проблеми, болки, како што ги опиша докторот, на раката и вратот. Значи, резултатот од мажнетна покажува стеснет зглобен простор во висина на 4, 5, 6, дорзално со повисок степен на стеснет простор во висина на 5-6, исто така се пратат формирани дискални сакулуси од тип 3, а на висина од 5-6 дискална протрузија прави видлива медуларна компресија. Прашањето, дали ова е за, пошто веќе почна со физикална екстензија, меѓутоа слушајќи го докторот, мислам дека треба дополнителен совет. Дали е тоа за екстензија или не? Или бара некој поинаков третман. Добро, имате дилема во оглед на тоа што треба да преземете понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Го слушам од почетокот, го слушам докторот и мислам дека за тоа треба совет. Така, сега ќе ви даде појаснување. Ви благодарам уште еднаш што не следите и што се вклучивте во денешната емисија, повелете. Медуларна компресија е чекорот на миелопатија, за која што зборувавме. Ни треба добар и неа ја поканувам да дојде во вторник меѓу 9 и 2 во Систина во амбуланта, во неврохируршка амбуланта, ќе биде прегледана, бидејќи морам да направам добар невролошки преглед, бидејќи самиот наод оди во правец дека можеби треба да се направи и хируршка интервенција, ама нема да го кажеме за сигурно, него повторно добива покана да ја прегледам, видам и да донесеме заеднички заклучок. Што е тоа медуларна? Медуларна е ербетен мозок. Медула спиналис на латински се вика ербетен мозок. Добро. Скратено, разговорно, медицински е тојдено дека е медула. Да, медуларна е врз медулата. Така. Компресија е притисок, значи притисок врз рабетниот мозок. Да, така. да. Сериозна состојба. Па да, би сакал да видам во живо. Имаме гледачи, ќе им дадеме можност да постават прашања. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телмамбуланта. Повелете. Добар ден. Добар ден. Вака поздрав до докторот и до вашата емисија. Благодарам. Се јавувам поради имам вратна дискус хернија и имам стеснување на пршлените. Меѓутоа ми беше предложено операција, а јас ја одбив. Операцијата, имам стеснување на пршлените, јас ја одбив операцијата бидејќи ми беше страв. Так. Сега во половината како блокирана сум, правам физикални, бањи, така ми препорача, па понатаму да видиме докторот што ќе каже.
Докторе, да немате уште некои прашања или ова е доволно како информација што го добивте? Ви благодарам за вклучувањето во програма и ве можеме да слушнеме дека чести се проблеми со вратна кичма, а стигмата е голема. Стигмата, да. Огромна. Многу често одбиваат операција. Сега, кај гледат ова господја гледач која што се јави сега, возможно е да проблемот со одењето и половината биде блокирани нерви кои се делгуваат од вратниот ребет. А возможно е да има дегенеративни процеси по целата кичма, што исто така неретко да има проблеми во вратниот сегмент, во лумбалниот, торакалниот и насекаде. Јас се не дека ги канам сите, ама стварно се ситуации кои што очигледно луѓето имаат голема мака, така да исто вторник од 9 до 2 би сакал да видам неа и незината снимка. Не можам да ја кажам точно од каде е проблемот додека не ја прегледам. Ако е од лумбалната кичма, тоа со физикални ќе се поправи. Меѓутоа, ако од притисокот врз медуларната компресија, што зборевме, ако постои и кај овој гледач, тогаш веќе треба нешто се прави. Тогаш хирургијата е неизбежна? Тогаш да, хирургијата е трава опција, да. Ајде уште еден гледач ке слушнеме. Добар ден. Поздрав до емисијата, се јавувам од Тетово. Така? Проблем има маж ми со вратот, дискус хернија, ама многу има трнење во рацете, дури како камен му станува преку ноќ претежно, а преку ден како мравки. Каде треба да се обратиме? Физикални терапии правеше, снимки, ама ништо не се подобрува. Каде да се обратиме, каде може да го најдеме докторот? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторот работи во Аџибадем Систина. Што можете да советувате? Ова е симптоматологија, ова се знаци на компресија на рбетниот мозок. Баш би го прегледал. Човекот ми треба само што понова магнетна резонанца не постара од 3 месеци и да дојдам да ги видам, бидејќи ова е до сега што го слушнавме најсериозна ситуација. Трнење на рацете кој што трае цел ден, намалена циркулација, проблеми со движење претпоставуваме во рацете е показател за некои случувања на ниво на рбетниот мозок и на вратната кичма. Споминавте да не биде магнетната резонанца постара од 3 месеци. Зошто? Бидејќи дегенерацијата е процес кој што не застанува додека ние зборуваме, нас не се случува и после 3 месеци е возможно, иако е бавна, после 3 месеци е возможно да имате состојба која што не е иста која што била на претходната магнетна резонанца. Така да магнетната резонанца за рбетник до 3 месеци се толерира како тазе, нова, адекватна. За некои други делови од телото вредноста е подолга, бидејќи поспоро се менуваат работите, меѓутоа бидејќи кичмата брзо старе таков орган, магнетната резонанца од 3 месеци се смета за доволно нова. Кај оние пациенти кај кои што хирургијата е вистинското решение, важна ли е нивната возраст? Има ли некоја граница долна, но и горна? Па, сме имале пациенти кои што се студенти, 20 на години, сме имали пациенти кои што се 80 на години. За жал, границата се повеќе се приближува кон надолу. Да. Така да... За да се направи операција кај повозрасен пациент од овој тип, како што пишавте, важна ли е неговата целокупна здравствена состојба? Што ако е пациентот диабетичар или пак има некакви кардиоваскуларни заболувања? Пациентите кои години и повеќе се здрави. Имаат срцеви проблеми кои што се решени со таблети, имаат диабет кој што ако го имаат го контролираат, се движат, значи тие се луѓе кои што доживеале подлабока старост 75-80 години, бидејќи внимавале на себе. Често имаме помалку проблеми со нив, анестезиолошки гледано, отколку со луѓе кои што се во работоспособни 4-та, 5-та, 6-та децина, тоа е интересно, да. Бидејќи не се свесни дека имаат проблеми или не одат? Бидејќи не внимаваат на себе, а да доживееш 80 години мора патиш на себе. Иначе би сакал овој гледач последната што се за сопругот, гледачката Тетова, би ги замолил да дојдат во вторникот и треба да се погледне, да. Значи трнењето на рацете веќе сериозен симптом дека се случува компресивен синдром на медулата. Кога станува збор за хируршката интервенција, колку е важна психолошката подготвеност на пациентот за успешноста на целиот запад? Како и за било која хируршка интервенција, еве во неурохирургија, мора да имате добра релација со пациентот, мора да ви верува. Значи, мора да биде свесен дека сте направиле се за него, дека се сите опции завршени претходно и дека хирургијата е единствена наредна опција. Интервенцијата како интервенција е сложена, бидејќи се работи меѓу многу битни
анатомски структури. Тука е главната каротидна артерија, тука е дишникот, тука е голтникот, тука се нервите за гласните жици, работите во еден триаголник кој што е 2 на 2 на 2 сантиметри, многу малечок, за да дојдете до вратната кичма и до вратниот дискус. Тоа се интервенции по протокол, нема што размислувате, тоа е смислено и се зависи од искуството и од learning curve, односно од кривата на учење на самиот хирург. Имплантите кои што ги поставуваме се секогаш врвен квалитет, значи зборуваме, ајде во превод, дали ќе биде Samsung или iPhone, нема биде никогаш подоле. Тие се врвни импланти кои што никогаш телото, мислам да јас во моите нашите искуства не ги отфрла, не ги имунолошки не одговара на нив, доколку интервенцијата се спроведе адекватно е минимален ризикот од инфекции, зборуваме за кратки хоспитализации, 3-4 дена, и зборуваме за враќање на работни активности по 4 до 6 недели. Не е вратната кичма она што било порано, ќе те оперираат, па ќе бидеш угиус, па ќе те фиксираат и така натаму. Мораме да разбиеме стигмата. Да, многу малку од 100 луѓе 5 ќе бидат за интервенција, меѓутоа кај тие 5 е неопходна за да го задржат квалитетот на животот. Значи ризикот од интервенцијата е помал од ризикот од траен инвалидитет. Од траен инвалидитет. Од што зависи со кое темпо ќе се одвива прогресијата на болеста? Дали може да прецените кај одреден пациент дали тој ќе оди поспора, дали може да се причека или не? Генетиката игра доста улога. Затоа мора да го знаете човекот, да земете добра анамнеза, да се запознаете со случувањата, збидувањата и неговите размислувања. Не е само со медицинскиот дел преглед и магнетна резонанца. Зафатот се одвива под општа анестезија? Зафатот се одвива под општа анестезија, се одвива се обавува со микроскоп. Значи сето е тоа магнифицирано зголемено поле многукратно. Се отстранува безбедно дискот, се става имплантот и стават интервенција. Не трае повеќе од саат до час и половина, а вертикализацијата, како што рековме, е истиот ден по планот. Сега има специјални пакети за вратна дискус хернија. Да. Аџибадем систина. Да, бидејќи размислувавме за ова што го зборував и претходно, значи дека постои таа стигма околу таа интервенција. Нашата идеја е тука да луѓето дојдат на преглед и да оние 5 од 100 ги препознаеме и да им овозможиме што побрзо враќање на квалитетот на живот на кој што се навикнати и тоа да го направат што побрзо, а современо по протокол кој што е up to date комплетно. Што им се препорачува на пациентите после операцијата? На каков душек да спијат, каква пирница да користат? Им се препорачува добар физијатар прво. Добра физикална, добра физикална терапија. Добра. И пак, иако постојат ергономски правила, однос глава, должина на врат, ширина на раменици, сепак тоа е како со вина. Ако некому оди црвено вино, односно висока перница, а некому бело вино со истото јадење, односно ниска перница, оставува на индивидуален избор на тој што бира. Така, бидејќи не е едноставно некој што не може да спие на висока перница. Перница да го тераш да спие висока според мерките што си ги земал. Така го оставам изборот да биде на самиот пациент. Нека ги проба 3-4 различни, па ќе си каже сам. Јапонците користат само некои додатоци под вратот. Ама спијат од 2 години на такви, не знаат за друго. Тешко и тоа да Културата на живење поинаква. Точно, тоа е најдобро, меѓутоа културата на живење таму таква. Ви учат од најмала возраст, ви не знаете за висока перница. Французите па спијат на 4-5 перници. Па и таму е таква културата на живење, па исто нема толку проблем, пошто се грижат за себе, има доволно физички активности, внимаваат на своето тело, така да таа ментална хигиена е исто така круцијална. Дали потоа препорачувате некакви вежби за зајакнување на вратната мускулатура? Тоа го научивме од нордиските земји, например, кога во финска база овие процедури имав неколку месечен престој, значи препорачува пешачење, хајкинг со стапови. Добра. Така да не постои кај нив пешачење без стапови или качување по планина без стапови за пешачење. Зошто? Бидејќи вратната мускулатура најдобро се појачува надвор, се засилува пешачејки со стапови. Така да хајкинг со стапови е нешто што е најдобра вежба за вратниот трбет, ја забавува дегенерацијата, ја подобрува симптоматологијата и е многу добро за мозокот, бидејќи ја подобрува циркулацијата во вратниот сегмент, а со тоа и работата на мозокот. Добра превенција од деменција, добра превенција за учење и напредување, така да надворешна аутдор активити со тие стапови за пешачење, надворешна активност, како да кажам, пешачење во природа, е нешто што може секој речиси да го направи
и со тоа да се помогне однапред. А што е со оние вежби што можеме да ги видиме на социјалните медиуми, што се прават на кревет, па само главата се спушти надолу за вежба? Социјалните медиуми на прва линија, во прва линија ви прават дискус хернија. Аха. Така да се задржиме на природата. Значи природата, пешачење со стапови е најдобро решение како превенција. Превенција и подобрување на послаб и среден тип на симптоматологија. А социјалните медиуми и телефоните ни создаваат дискус хернија, но постојано ни се во рака, па некој препорака како да скроламе на телефонот за да го избегнеме тој технолошки врат. Имаше рилсеви за тоа. Например, ако сте легнати, па ако скролате, така и го вежбате вратот, ама постои опасност да ви удари телефонот по нос ако заспиете, така да во принцип е најдобро да имате некаква стабилна позиција во која што го држите вратот, а да го движите со раце, а не да го движите вратот. Така ги вежбате рацете, кога скролате вие колку што можете, вратот нема да страда. Ако има некаква почетна дискус хернија со заекнување на мускулатурата на се вратот, компензира може таа да се состојба апсолутно. Затоа ви реков, од 100 луѓе со проблем, 5 ќе бидат хирургија. Другите може, ако превземат нешто, да си ја подобро тргуваат. А оние како што е препорачана хирургијата, доколку исто така почнат да прават некои вежби за заекнување на мускулатурата на вратот, дали постои некоја минимална шанса да Кога се ќе направите, остануваат оние 5%, 5 до 7% кои што мора шала на страна, тоа е стериозна состојба која што може да влие на многу на квалитетот на животот кој што го имате и дури и тие што ќе се оперираат ќе почувствуваат благопријатен ефект веднаш после интервенцијата, доколку дијагнозата е правилно поставена, доколку кандидатот е правилно избран и доколку работено со пациентот, односно е едуциран за тоа. Колку често ви се обраќаат пациенти со дискус хернија на вратот? Дали е тоа почесто, да речеме, во споредба со дискус хернијата во лумбалниот дел? Па тука се некаде, со тоа што во лумбалниот сегмент веќе се знае дека тоа е кратка интервенција, микродисектомија, која што постои еден ден си одиш дома, слично и со вратот, ама целта, една од целите на овој наш разговор е да ги едуцираме гледачите дека тој проблем може да се реши и то безбедно. Така, тоа е клучот, дека може да се реши безбедно, да се сруши стигмата која што е поврзана со хирургијата, поврзана со вратот. Со вратна дискус хернија. А оние пациенти кои што имаат дискус хернија на вратот, можат ли да очекуваат проблемот да им се јави на другиот дел на ребетот или доколку имаат на ребетот да се јави на вратот? Дали е тоа поврзано? Имаат на вратот, може да бидат сигурни дека им се појави и на другиот. Не мора да очекуваат ништо. Ако не преземат нешто во врска со себе. Пак се враќаме на оние нордиски вежби. Едноставно пешачење со стапови 1 час, 2 пати по 1 час неделно. И уште едно прашање по направената операција на дискус хернија на вратот, на одреден пршлен, може ли по тој проблем да се јави на некој друг? Одлично прашањето, дури има и термин медицински се вика adjustment level disease. Тоа значи дека ако го решиме проблемот на едно ниво на вратот, а продолжите да не правите ништо, проблемот ќе се јави на наредното над или под ниво. Така значи не може неправење ништо. Нема неправење ништо. Да, не може само операција и сега сме готови. Напротив, операцијата е, како да кажам, повторна шанса да направите нешто со себе. Со операцијата сите сегменти од вратните пршлени може да се да се интервенира што ние што се погоре. Помеѓу првиот и вториот пршлен нема дискус. Тие се споени во еден, така да одиме од доле. Од малку подолу, да, меѓутоа сепак меѓу четвртиот и петиот и шестиот вратен пршлен според процентот е најфреквентна појавата на дискус хернијата. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина корисни совети и препораки за нашите гледачи. Благодарам на поканата, се надевам се гледаме пак. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што ја проследија и денешната емисија. Овој пат ја реализиравме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.